Електронски бизнис или онлайн бизнис е секој вид на деловна или комерцијална трансакција што вклучува споделување информации преку интернет. Трговијата представува размена на производи и услуги помеѓу бизниси, групи и поединци и може да се гледа како една од суштинските активности на секој бизнис. Придружните системи, affiliate, се методи на продажба на поддржани на интернет во кој комерцијалниот провајдер, англиски трговец или огласувачот обично им нуди на своите продажни партнери, англиски филијали или издавач провизии. Добавувачот на производот обезбедува рекламен материјал што поддружницата го користи на своите веб локации или преку други канали, како што се рекламирање со клучни зборови или маркетинг преку емаил пошта. Придружните системи се заснуваат на принцип на провизија. Техничката основа во виртуелниот свет на World Wide Web е врската. Таквата поврзана врска содржи специјален код кој уникатно го идентификува партнерот со трговецот на мало. Едноставно кажано, тоа значи дека трговецот на мало може да ја користи врската со идентификацијата на партнерот за да идентификува кој го испратил клиентот. Во зависност од деловниот модел се пресметува провизија за чисти кликови на рекламниот материјал. Клик за пренос на квалификувани контакти со клиентите се води како водење или за продажба. За разлика од трговецот, буквално дилерот овде, исто така провајдерот или операторот на програмата, ја нуди стоката и нуди услуги за филијалата, а таа делува само како интерфејс помеѓу дилерите и потенцијалните клиенти. Значи, ако некој кликне на таква поврзана врска, тој ќе биде пренасочен на страницата на соодветниот дилер. Овде се пренесуваат параметри кои овозможуваат специфична распроделба на остварениот приход од страна на издавачот. Овој метод се нарекува следење. Следењето колачиња овозможува посетителот да биде доделен и следен со помош на колаче. Колачето зачувано на хард дискот на посетителот на тој начин овозможува последователно препознавање и следење, дури и во случај на одложена и прекината интерактивност. Следењето со користење на колачиња е најшироко користен метод во партнерскиот маркетинг за да се совпадне личноста со соодветната поддружница. Со поддружниците и поддружните маркетинг системи во управување со онлайн соработката, компаниите ги пласираат своите производи и услуги преку поврзување со партнерски веб страници. Честопати се плаќаат провизии за генерирана продажба или мерлив успех. Ова може да представува предност за добавувачот на производот, но и неповолна положба за давателот на рекламниот простор, бидејќи деловниот ризик на давателот на производот се пренесува на незначителен дел, во зависност од изборот на моделот на состојбата, на рекламирањето, провајдер на простор, бидејќи инвентарот кој давателот на рекламниот простор не може да се зголемува на неодредено време, тој прво ќе размисли која придружна програма очекува да ги добие најдобрите резултати. Ова создава притисок за добавувачот на производот да најде фер модел на наплата. Во принцип, партнерскиот маркетинг првично може да се имплементира и без интернет, офлайн. За таа цел може да се користат печатени ваучери кои содржат код за идентификација на издавачот. Плаќањето е по продажба. Понатамошната обработка потоа обично се прави повторно онлайн. Концептот на поделба на приходите и плаќањето провизија за упатен бизнис датира од партнерскиот маркетинг и интернетот. Преведувањето на принципите за споделување на приходите во мејнстрим онлайн трговијата се случи во ноември 1994 година, речиси 4 години по настанувањето на World Wide Web. Концептот на партнерски маркетинг на интернет беше замислен, спроведен во пракса и патентиран од Вилијам Тобин, основачот
на PC Flowers и Gifts, лансиран на Prodigy Network во 1989 година. PC Flowers и Gift останаа на улогата до 1996 година. До 1993 година PC Flowers и Gifts генерираше продажба на над $6 милиони годишно на услугата Prodigy. Во 1998 година PC Flowers and Gifts развија бизнис модел на плаќање, провизија за продажба на Prodigy Network. Електронската трговија се фокусира на употреба на информатичката и комунициската технологија за да овозможи надворешни активности и односи на бизнисот со поединци, групи и други бизниси, додека онлайн бизнисот се однесува на бизнисот со помош на интернет. Електронскиот бизнис се разликува од електронската трговија, бидејќи не се занимава само со онлайн трансакции на продажба и купување на производи или услуги, туку овозможува и водење деловни процеси, влезна, излезна логистика, производство и операции, маркетинг и продажба, услуги на клиентите. Во рамките на синџирот на вредност преку внатрешните или надворешните мрежи, терминот онлайн бизнис беше измислен од маркетинг и интернет тимот на IBM во 1996 година. Електронскиот бизнис може да се одвива помеѓу многу голем број учесници на пазарот. Може да биде помеѓу бизнис и потрошувач, приватни лица, јавна администрација или која било друга организација како што се HBO. Овие различни учесници на пазарот може да се поделат во три главни групи. Прва група бизнис, втора група потрошувач, трета група администрација. Сите тие може да бидат или купувачи или даватели на услуги на пазарот. Постојат 9 можни комбинации за електронски деловни односи B2C и B2B, кои припаѓаат на трговијата, додека A2B и A2A припаѓаат на секторот на влада, која исто така е дел од електронскиот бизнис. Бизнис модел. Трансформацијата кон бизнисот е сложена и за да успее постои потреба да се балансира помеѓу стратегијата, адаптиран бизнис модел, онлайн посредник на пазарот. Правилните процеси, продажба, маркетинг и технологија, управување со синџирот на снабдување, управување со односите со клиентите и така натаму. Кога организациите одат на интернет, тие треба да одлучат кои модели за онлайн бизнис најдобро одговараат на нивните цели. Деловен модел се дефинира како организација на тековите на производите и услугите и информациите како и извор на приходи и придобивки за добавувачите и клиентите. Концептот на моделот за бизнис е ист, но се користи во онлайн присуство. Доминантни методи на компензација. 80% од придружените програми денес користат споделување приходи или плаќање по продажба како метод на компензација. 19% користат цена по акција, а останатите програми користат други методи како што се цена по клик или цена на прегледи. Предности за трговците. Трговците го претпочитаат партнерскиот маркетинг, бидејќи во повеќето случаи тој користи модел плаќање за изведба, што значи дека трговецот нема трошок за маркетинг освен ако не се акумулира со резултати, со исклучок на почетните трошоци за поставување. Модел на приходи. Модел на приходи е клучната компонентна на бизнисот и бизнис моделот за приходи или модел на профит, која е рамка за генерирање на приходи, идентификува кој извор на приходи да се бара, каква вредност да се понуди, како да се цени вредноста и кој плаќа за вредноста. Тоа е клучната компонента на бизнис моделот на компанијата. Тој првенствено идентификува кој производ или услуга ќе се создаде со цел да се генерираат приходите и начините на кој производот или услугата ќе се продаваат.
без добро дефиниран модел на приходи, односно јасен план за тоа како да се генерираат приходите, нивните бизниси поверојатно ќе се борат поради трошоците што нема да можат да ги издржат. Имајќи модел на приход, бизнисот може да се фокусира на целата публика, да финансира планови за развој, производи или услуги, да воспостави маркетинг планови, да започне кредитна линија и да собере капитал. Трговец. Дилерите, тоест огласувачите и трговците ги прават своите производи и услуги понудени онлайн и подостапни преку придружниот систем и им овозможуваат на пазарните продажни партнери да ги пласираат стоките преку нивните веб локации. Продажните партнери им се обезбедува бесплатен рекламен материјал што може да го користат како дизајнерски елемент на нивната веб страница и со кој може да се рекламираат преку емаил пошта. Доколку поддржниот партнер постигне успех преку продажба, регистрација, посета на веб локација, дилерот ја пресметува провизијата претходно утврдена со соодветен вид на продажба и ја исплаќа во согласно со соодветниот договор. Во Амазон, во Германија, на пример, се исплаќа само од минимална сума од 10 евра. Дистрибутери, продажните партнери, издавачи, филијали го користат придружниот систем за да соработуваат со поврзани трговски оператори, наречени дилери. Можете да профитирате со продажба на производи што се рекламираат на нивните сопствени веб страници или канали на социјалните медиуми. Например, ако посетителот на веб локацијата кликне на поврзана врска и потоа го завршува купувањето, продажниот партнер кој управува со веб локација добива компензација за тоа или надокнада. Еве 6 модели кои можеби би ви користеле. За некои модели има и различни дејства и кои се вклучени во пресметките. 1. Плаќање по клик. Упатениот посетител треба да кликне на провајдерот, наведен од веб страницата на трговецот на мало или на друга страница на спонзор, со знакот клик. Само тогаш кога ќе се земе предвид при пресметката на провизијата, ова е наменето да ги намали недостатоците на чистото плаќање по клик, исто така наречено плаќање по клик. 2. Плаќање по врска. Само прикажување на врската на веб страницата на филијалата се брои и се зема предвид. Сепак оваа опција се исплати само ако следат понатамошни кампањи и затоа е достапна само од неколку провајдери. Како по правило, оваа техничка можност затоа е договорно обврзана за понатамошни действија од страна на клиентот. 3. Плаќање по печатење. Со терминали и машини за купони кои се контролираат преку интернет, отпечатокот на хартија може да се наплаќа. Ознака за наградување или ознака за наплата се трошоците по печатење. Оваа апликација може да се најде само кај неколку провајдери денес. 4. Плаќање по преглед. Секоја следна од цената испорака на медиум за рекламирање се исплаќа, тоест фреквенцијата со која се гледа рекламниот банер се брои и операторот на веб локацијата потоа се наградува. Бидејќи овој метод не се покажа како многу ефикасен во последниве години, со воведената функција прескокни, се почесто се користи таа опција. 5. Плаќање по регистрација. Плаќањето се врши само ако упатениот посетител се регистрира на веб страницата на дилерот. Од тука плаќањето по регистрација е под категорија. 6. Плаќање по инсталација. Овде првпат инсталацијата на софтвер на компјутер се исплаќа или се исплатува, на пример, ленти со алатки или демо верзии. Колку повеќе се подобрува имиџот на една компанија, толку ќе биде поголема стапката на откуп на ваучерите. Неодамна ваучерите се почесто се нудат и на интернет, бидејќи купувањето едноставно се повеќе се префрла на онлайн зоната во последните години. Студиите покажаат дека 90% од германците ги откупуваат своите ваучери преку онлайн зоната.